Здраво, ова е 75-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Фаренхајт 11.9 на Майкл Мур, во кој станува збор за моменталната состојба на американската политика по претседателските избори во 2016 година. Во филмот се прави портфолио на победникот Трамп и несогласувањата во демократскиот табор кои водат во појавување на нови независни кандидати кои го немаат загубено моралниот компас. Драматичен е почетокот на филмот, кај што од ноќ на исчекување на позитивен исход на изборите, со песна и смеа во која експертите потенцираат дека Трамп нема да биде избран, се случува неочекуван пресврт и со помош на торжествена опера се најавува победата на Трамп и започнува Америка да го живее својот кошмар. Филмот разработува неколку аспекти како има дојдено до овој хорор да стане реалност. Насловот на документарниот филм наликува на истоимениот култен документарец за нападот на кулите близначки, со тоа што прави инверзија во терминот кој го символизира денот на претседателскиот избор на Трамп, додавајќи уште една референца која алудира на дистописката класика на Реј Бредбери. Майкл Мур секогаш се подпирал на хуморот за да пародизира и критикува одредени феномени во политичката сцена, па тука започнува со обвинување на Гвен Стефани дека таа, со тоа што била популарна и поплатена од Трамп во NBC, го провоцирала да отпочне лажна кампања со дерогаторни изјави со кои навредува малцинства, но масовната посетеност на лажните митинзи ја подхранува идејата за неговото кандидирање. Во филмот избегнува да прави детални портфолија на кандидатите, туку се задржува само на анализата на нивните проблематични кампањи. Затоа мислам дека неговото стендап шоу Трампленд може да ви послужи за пополнување на овие дупки. Медиумите играат круцијална улога во сервирањето на пречваканата вистина, со тоа што заработуваат огромна долгорочна финансиска добивка на сметка на кандидатите, дали за нивно исмевање или за дозволување да бидат изиграни од негова страна, оставајќи ги да го чекаат со саати, крадејќи етер со празна бина, за кога ќе дојде да им диктира интервјуа, а додека се борат за рейтинг и пари да ги нарекува лажни вести. Тука потфрла Майкл Мур да навлезе подлабоко во подкупувањето на медиумите, освен тоа што фрла неколку камења на Нью Йорк Таймс и нивното станување на мегафон на партијата, што најмногу плаќа, па затоа топла препорака е да го погледнете документарниот филм Hoaxed, кој токму се занимава со создавањето на лажните вести и нивната намена и цел. Майкл имал средба во 1998 година со Доналд Трамп и двајцата гостувале во шоуто на Розен, а низ годините бил во дружба на републиканци со кои соработувал на своите проекти, но тука приложува една бизарна монтажа на извитоперените ставови на фамилијата Трамп, која може да доведе до опасни конклузии. Мур ја застапува тезата дека на Трамп му успеало да протне криминал пред очите на јавноста, да извика расистички и мизогини пароли и сето тоа да биде одобрено и непречено прикажано од медиумите, но денес многу понештетни изјави се осудуваат ако излезат од уста на други од страна на социјалните војни, што е само по себе парадоксално, исто како што сексуални злоупотребувачи од водители ја осудуваат Хилари за незините мејлови. Само да подсетам и самиот филм на Мур беше копродуциран од браќата Вајнстин. Деспотот со аспирации да биде доживотен претседател, кој го пофали Ердоган за неговото владење, ги одржува ветувањата дадени на богатите за намалување на нивните даноци, го полни Врховниот суд со републиканци, гради ѕид, приватизира затвор, скратува Обамакер, намали регулативи врз банките, навредува раси, религии, намалува примања, корумпира информација на медиумите и не дозволува да бидат поставени прашања за неговите аксиоми и сепак авторитарниот фашист има поданици на кои не им е грижа што ги лаже од Рајстагот, оваде од Белата куќа, затоа што тие веруваат во него. Тоа што скапо го очинеше Мур кај неговата гледачка публика го плати со прикажување на неетичкиот начин на кој се избориле претседателските кандидати за позициите и вештото митингување на Трамп меѓу народот и станувајќи полиберален од Хилари, која заплашениот народ од компромиси и републиканското делување на Бил Клинтон ја чинеше поразот. За Балканот Клинтонови значат нешто сосема поразлично од тоа што е прикажано во САД, но тоа отворено напаѓање на двата табори нема да биде допадливо за секого, затоа што вистината е таква, неубава.
Меѓутоа, во овој филм не ги прикажува апологетски потезите на Демократската партија, напротив, неповолна е сликата за нив кога ги вади аномалиите на површина, а дури ни спасителот Обама не е изземен од критиката која ја заслужува за неговите навредливи искази врз интелигенцијата на народот. Мур е познат по тоа што снима филм од погрешни цели, напаѓање на личност со цела артилерија, започнувајќи од конклузијата до која што сака да дојде, манипулирајќи го делото со двете раце, за по секоја цел да дојде до саканиот резултат, нудејќи една страна од вистината која не му одговара, наместо објективен приказ, но тука само почетокот е истилен, а приказната за Флинт допира до една човечка катастрофа која говори за алчните и опортунистички задкулисни игри на сметката на човечките животи. Не е во ред вода да кородира автоделови на General Motors, но може валкана вода со олово да ја пие народот. Подмолностите на гувернерот на Мичиган, Рик Снајдер, може да се слушнат од негодувањата на отруениот народ за време на неговите говори, но да се изврши геноцид со затруена вода и постојано да се премолчува и дефокусира проблемот со помош на платеници од пиар кампањата на кабинетот, при тоа правејќи карикатура од интегритетот на Обама кој се бламира пред очите на народот, кој наместо да пие вода од чисто глечерско езеро, пие од отпадна река и подлегнува на етничко чистење, и луѓе кои собираат болести и умираат од легионела, труејќи 10.000 деца од терористичката влада, која ги наградува со напад од армијата на домашен терен за тренинг, е неопростливо. Комичните согледби за колкава либерална земја е Америка се најзабавни сегменти од филмот, наликувајќи на анимацијата на пушките во Bowling for Columbine. Меѓутоа, иако во голем дел ја прикажува апокалипсата на демократијата низ која што поминува САД, постои надеж во последниот чин на филмот, затоа што има луѓе со свест и моралност кои се спротиставуваат на неправдата. Мур ги наоѓа сите тие со добри намери кои нема да бидат замолчени, кои ќе одат во Конгрес, се борат за доброто на сите, а не за корпорациите, кои се против естаблишментот, кои им кажува да губат и да не го нишаат бродот кој тоне. Херои се професорките кои се побуниле за своите права со мизерните примања, кои трпеле закани дека све ќе загубат од подкупливите предводници на синдикатот. Сите се приклучуваат во своја волја на нивниот протест и пеат Twisted Sister за да не подклекнат и го добијат побараното. Пукањето во училиштето во Паркленд, Флорида, мотивира децата да се побунат и не премолчуваат, поставувајќи прашања колку пари Трамп зема од НРА, бараат да биде забрането оружјето, израснати се од социјалните медиуми и инстантен активизам, а политичарите се вадат дека споро ќе биде имплементирањето и не е толку лесно колку што мислат младите, па затоа тинеџерите на нивните милионски протести не дозволуваат возрастните да се доближат до микрофоните на абините. Прстот на крај Мур го посочува кон гледачот премолчувач на неправдата, кој не реагирал на недоволно платениот професор, станал зависен од лекови, додека преседателот бил подплатен од Goldman Sachs и додека бил труен неговиот народ, кој што сакал оружјето повеќе од децата. Филмот е спасен со тоа што фокусот е вперен во проблемите кои се поважни од детската поделба на републиканци и демократи, каубојци и индијанци, туку од покревањето на заемната свест за труењето на децата, пукањето во училиштата, ниските плати и изумирањето на средната класа. Ангажира двајца кинематографи и двајца монтажери да се справат со огромниот материјал кој е снимен, сечен и лепен, но нема повторпат да се случи чудото наречено Фаренхајт 911, затоа што таа ситуација надмина политика и ги сближи луѓето, а овој филм е реализиран во состојба во која народот е дистанциран еден од друг, републиканците се демократи, демократите стануваат републиканци, народот е презаситен од политика и сака да оди во кино, кај што ќе може да избега од реалноста, а не да ги гледа истите ликови кои му го трујат животот, па затоа овој филм заврши со мала заработка на киноблагањите и остана незабележано од гледачите. Хол ја имаат најефективната песна во нивната кариера благодарение на употребата во монтажата на филмот. Иако труењето во Флинт и никнувањето на новите херои се сегменти од филмот кои му се запофалува, политичките памфлети се редундантни, посебно кога Мур веќе еднаш посегна по успешната формула на Фаренхајт 911, тука веќе станува ретрограден со наивни скечеви пред камера, монтажа на архивски материјал и стравични звуци покрај препознатливата нарација. Роджер and Me, Сико,
Capitalism a Love Story, Where to Invite Next функционираат поради човечките приказни во кои обичниот граѓанин е носител на грам хуманост која е преостанат меѓу луѓето, но тука Мур досни со филмот и неговиот коментар на случајот на Хилари и Трамп. Сад веќе еднаш го слушна тој виц и нема да се насмевне повторно. Дури и посегна по средношколските убиства, кои надолго и широко ги разработи во Bowling for Columbine, и ова негово навраќање на формата не му годеше на самиот филм, освен да потенцира дека работите не се променети. Филмовите на Мур имаат за цел да провоцираат по различно размислување, согледување на аргументи и проблематики на кои нужно е да се обрани внимание, па затоа секогаш добро дојдено и неговото посочување на јадовите кои со децении се премолчуваат и занемаруваат. Со овој филм повикува на детерминирана акција и освестување пред да биде предоцна. Ако морам да го евалуирам, тогаш Фаренхајт 11.9 од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 75-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуалната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!